Вие сте една од ретките фирми од градот која што има вработено лице со попреченост. Колку вакви лица има вработено во вашата компанија? Конкретно во нашата компанија, како дел на производство на месо и преработка од месо, имаме вработено 7 лица со хендикап, од вкупно 15 вработени лица. Значи целта е, основна цел за вработување инвалидизирани лица е вклучување на самите инвалидизирани лица во процес на работење на нашата компанија. Така да ние вработуваме 29 инвалидизирани лица во моментот и 40 се здрави. По принцип сите се вклучени директно на своји работни места, почнувајќи од општи работници, помошници работници, помошници магационери, помошници продавачи, имаме од секакви профили, да кажеме, возачи до комерцијалисти. И основната цел е да има голем фидбек од самите работници после нивното вработување и имаме и одредени олеснувања од државата за самото вклучување и инклузија на такви лица во нашата компанија и до сега тоа го правиме доста успешно. Работиме како компанија за вработување на инвалидизирани лица од 2005 година наваму. Кај нас веќе сите лица што ги вработуваме во принцип се со основна цел за нивна целосна социјализација, инклузија, вклучување на самите работни места и можен и напредок, да кажеме, после самото примање на лицето на работа и долгорочно работење, да кажеме, до пензија. Ние веќе имаме кај нас инвалидизирани лица што работат по 10-11 години. Тука има со различна попреченост лица, дали тие имаат одредени поволности при извршување на работните задачи? Па нормално е, зависи од хендикепот, дека треба да ги прилагодиш условите за работа према вакви лица, меѓутоа конкретно, значи за работните задачи на кои што се распределени со организацијата на работа, совесно си ги извршуваат и ги немат никакви привилегии во тој поглед. Сосема се, мислам, нормални лица како и сите други, така да никаков проблем нема. Па на почетокот, да кажеме, уште прв пат кога почнавме, можеби беше потешко, али со тек на време, како раснеше компанијата и како раснеше бројот на инвалидизирани лица, буквално тоа беше се полесно и полесно. Затоа што лицата кога доаѓа, однапред знаевме, зависно од нивна попреченост, кое лице на кое работно место може да функционира и да биде исполнето целосно. И пошто кога доаѓа во компанија веќе постоеа такви лица кои можат да им помогнат, да ги охрабрат, да им кажат како може да ги вршат работите, така да имаме од секакви профили, имаме глуви, наглуви, имаме со телесен инвалидитет, така да од разни профили со намален вид и така натаму, така да буквално сето што може да се вклопи во работните процеси во нашата компанија, ние со задоволство ги примаме и сите се примени на неопределено работно време. Задоволни ли сте од работните задачи кои што ги извршуваат овие лица? Па до сега, значи сите конкретни работни задачи што ги добиваат, ги извршуваат совесно, нормално како и сите други лица, така да немаме некоја разлика, нити пак сме приметили дека не ги извршуваат работните обврски сосема исто како да се неинвалидни лица. Да, задоволни сме и тие, како што ви кажав, веќе се поставени и се поставуваат постојано на работни места на кои може да одговорат и се рамноправни заедно со здравите лица што се примени кај нас. Нормално у почеток кога ќе дојдат првите 3 или 6 месеци постои период на преквалификација, доквалификација или обука, да кажем, имаме и неписмени, имаме и со 8 оделение кои им треба вклучување и објаснување за било кој дел од процесот на работа и тоа бара одреден труд од наша страна, но тие прават голем фидбек за тоа што им се поклонува внимание, они целосно после се, како да кажам, просто си ја вршат работата перфектно. Дали се забележува исполнетоста кај нив, тие се способни сами да ги извршат задачите воедно и да стекнат своји средства, да кажеме, и да бидат на исто ниво како останатите вработени? Мислам дека голема поволност, односно
таа исполнетост се осеќа кај нив, значи се чувствува дека се исполнети од работата, со тоа што не се деградирани општеството, значи не се привилегирани, него сами се изработуваат за живот. Веројатно се прифатени исто и од колегите. Нормално, значи функционираме како сите да сме исти, значи нема никаква разлика помеѓу вработените.